Самобилска свадба од Сашо Гигов Гиш ќе биде следниот предизвик на единственото женско трио Шербет. Се трудат да ги заживеат старите македонски песни, особено го сакаат етно стилот. Пеемо исклучиво македонски песни. Така беше и првичниот договор, дека ќе пееме. Прво бевме дека на 6 месеца договорот ни траеше 6 месеца. Дека 6 месеца треба да пееме македонски, па после ќе размислиме дали странски, дали XU некој или такви. Ама затоа што фали заживување на македонската музика и се одлучивме да тераме сега за сега да тераме со македонски песни. Ана Марија Блажевска, Марија Костовска и Теодора Ветеровска се долги години членови во женскиот хор Менада. Започнале со снимање песни на мобилен, но откако го поставиле првето видео на социјалните мрежи, добиле неочекувани реакции, кои за нив биле мотив да продолжат понатаму. Имавме наступ у гостија и на враќање од наступот Марија извади да се снима некоја песна од хор што пеемо, да го пеемо по пут, да го пеемо и го пеевме. И го пушти на Facebook, ја стае и наидовме на многу бај реакција на Facebook. И ја и пишав на Марија, викам, ајде сега свака неделја да снимаме. И ама пошто бевме две, и кој ќе биде, знаевме дека Теја ќе биде, мислим Теја. И га викнавме Теја и почнавме свака неделја да снимаме по едно видео. Неочекувана била и славата со која се стекнаа за многу кратко време. Во градот веќе сите ги препознаваат. Познати се и надвор од Тетово. Па не очекуваме дека толку брзо ќе биде. И не очекуваме дека ќе се развие ова у еден ваков проект, да речем. И ама во секој случај ни годи. Чувствуваш ли слава? Да, и се чувствувам многу гордо што сум дел од Шербет. Сакајќи да најдат име за својот бенд, се одлучиле за нешто сладко, традиционално, изворно – Шербет. За името се договаравме известно време на Facebook, подолго време, имавме многу предлози. И на крај решивме да биде нешто старо, нешто символично, да символизира нешто убаво, нешто сладко. И на крај Шербет испадна. Песните ги вежбаат пред секое снимање. Ги снимаат на локации кои имаат историска и културна важност за Тетово. Со тоа го промовираат секое парче од градот. Како благодарност за културната афирмација, се закитија и со наградата 3 март. Сега ги кројат плановите за иднина. И од една страна е тоа што планираме да имаме свирки, нешто почесто тоа што имаме сега. Имаме направено, да речам, скоро еден целосен репертоар, меѓутоа ќе ни треба известно време да го дополниме, иако нели тој ќе се освежува со тек на време и планираме повеќе да се активираме на полето на свирки. И од друга страна се видеата. Како што течеше времето, иако сакавме нешто странско, видовме дека македонското 100% не е легнато и дека ќе тераме уште неколку месеци со македонски снимки. И би сакали исто во иднина да снимаме видеа во други градови, значи на некои обележја, на некои специфични места, па потоа можеби и некои гостувања во странство. Во нивното пеење вметнуваат и инструменти. Прво само гитара, сега виолина, кларинет, конги. Нивните гласови сега се хит на интернет. Нивното улично пеење веќе е препознатлив бренд на градот, со надеж дека еден ден ќе стане и светски познато.